Добар ден, докторке. Најпрв би сакала да ви се заблагодарам што одвоивте дел од вашето, верувам многу зафатено време, нели, како матичен лекар и да одговорите на некои прашања кои што навистина ги мачи јавноста и велеше. Моето прашање е да ја објасниме на јавноста зошто овој товар не се тргна всушност од матичните лекари, каков е процесот на закажување и кој се може да се вакцинира. Има неколку моменти. Значи, прво, јас бев на еден состанок кај министерот, каде што замолив во оваа ситуација на корона, на панични пациенти, на телефонски порачки. Значи, овој пат, навистина е неиздржливо да имавме уште една врска. Но еве се случи, значи, дури дадов предлог во секој град да се стават по 2 телефони во здравствените домови и некоја сестра, да речеме, да ги прима тие порачки и комплетно да немаше мешање на здрави со болни пациенти. Бидејќи во нашите чекални идат пациенти кои што се болни, кои што се во паника, кои што се со температури и симптоми на ковид, така да 4 пати иде за исто прашање. Значи, покрај целата гужва која што ја имаме, навистина мислам дека не требаше да се дозволи оваков момент. Другиот момент е да постои недостаток на комуникација измеѓу здравствените власти и измеѓу матичните доктори. Значи, некој културно требаше сите матични во секој град да ги извести: почитувани матични доктори, од утре почнува, пунктовите ќе бидат за вакцина таму и таму. Овака се случи во секој град, само по 1 до 2 доктори да ги имаат фатено сите термини, а додека другите да немаат уловено ни еден термин. Така да за оваа недела нема термини. И третиот момент е, мислам да бројката од 40.000 вакцини е смешна. Смешна е, значи ние веле сме 50.000 жители или Скопје е милионски град. Значи, како сакаме, зошто да си правиме ние гужви кога нешто може да биде нормално? Значи, да се закажува на некое културно место, да се пуштат доволен број на вакцини, да има доволен број на термини. Овака постојано правиме за се да има гужви, за се да има нервози, за работи за кои што не треба да има нервози. Така, сега во однос на граѓаните, значи кога ќе можат да го закажат наредниот термин за наредната недела за слободни термини и како, дали да се обратат телефонски до кај вас или пак до вашите ординации за да закажат термин за наредна недела за да се вакцинираат? Знаете како, ова се им изгледа веќе дежаву, веќе видено. Значи и лани и преклани истата приказна се случи. Значи немаше доволен број, на крај луѓето си платија, така да не гледам дека ова нешто ново, единствено што сме ставени под енормен притисок. Значи и ние, нашите медицински сестри, не можеме да го издржиме повеќе оваквиот начин на функционирање. Значи, звонат секоја секунда пензионери здрави по 4 пати во денот, истите идат по 4 пати во амбуланта, измеѓу вие имате работа 100 души сигурно за лекови, за рецепти, лошо им ги стега, ги гуши, мозочни удари, апоплекси, инфаркти, значи тумори, секакви диагнози имаме. И мислам дека навистина е неиздржливо. Оваквиот притисок, овој пат требаше Министерството за здравство навистина да го изменаџира поинаку моментот. Не знам, много би сакал, извинете што ве прекратив, бидејќи верувајте ми, јас веќе сериозно се секирам дали примарното здравство ќе издржи. Веќе во Битола имаме 4 матични доктори кои што се корона позитивни. Тоа се 8.000 пациенти кои што се останати без своите матични доктори. Тие треба да отидат нели кај некој друг, кај некој трет. Кажете ми кој матичен друг, освен своите, може да прифати уште 2-3.000 пациенти. Значи, ако продолжиме со вакво теретење на матичните доктори, мислам дека навистина ќе пукнат сите ѕидови, сите шавови на примарното здравство, а дури после тоа може да се види која хаварија ќе биде во здравствениот систем. Така, кој решение го нудите вие за овие сите проблеми и отворени прашања? Дали можеби соработка со Министерството за здравство подобра за решавање на целата оваа ситуација? Значи, гледајте, јас повторно ви кажувам, значи јас најкултурно како председател на сите матични замолив овој пат да се тргнат вакцините. Не е здраворазумски, здрави со болни. Доволно е само да дојдат за упат, а тие се здрави. А во чекалните имаме пациенти кои што седат и горат од температура. Немаше потреба, си имаме ние центри за јавно здравје во држава, во секој град постојат центри за јавно здравје. Таму треба, како и сите изминати години и години каде што се вакцинирале луѓето. Не е врска на матичен доктор да закажува за вакцинации.
следващата тема која што би сакала да ја обработиме е всушност дека добивме граѓани кои што се обратија до нашата редакција. Тие се пожалија како всушност имаат замерка да работата на дел од матичните лекари во градот, кои што не им кревале на телефонските броеви во работно време додека звонеле. При тоа истакнуваат дека нема термини за тестирање на COVID-19 во Велес. Како да постапат всушност граѓаните додека чекаат термини, а при тоа не се во можност да платат приватно тестирање во Скопје, бидејќи се загрозува и можноста на тој што ќе оди со нив без разлика дали ќе оди со приватно возило, тој го става во опасност буквално членот од семејството или пак останатиот познаник кој што би решил да се тестира, да го однесе на тестирање во Скопје на приватно. Во секој град постојат објекти кои што можат да се искористат како ковид центри, каде што би можеле државата требаше тука повторно ќе дадам предлог во секој град да донесе места со брзи тестови или PCR тестови, ме разбират. Не требаше да се држи само неколку лаборатории да го работат ова. Значи тоа е вистинска грижа на државата кон народот. Не секој граѓанин има пари да дојде за Скопје, да плати такси. Не секој граѓанин има, рачунај ние сме Велес блиску, но што да речат они од Крива Паланка, од Девар, од далечни места од Дојран или доздоле од Струга. Така да сметам дека државата тука требаше да направи во секој град такви пунктови, да си се направат со тестови и така да се поштедат луѓето од дополнителни трошкови. Она за моментот каде што велат дека не можат да ги добијат матичните доктори, јас сега ќе ги наброам сите работи кои што ги работи матичниот доктор. Значи, освен што прегледува, освен што скенира документи за боловање, нормално ви велам, значи се примаат порачки по телефон, се закажуваат термини за нега на пациенти, значи еве сега со овие термини дај видете дали има термин, дали нема термин за вакцинации, дали има термин, дали нема за ковид тестирање, така да многу често се случува додека еве ако вие сте пациентот, со вас разговарам, втората линија на телефонот упорно да ѕвони. Значи тој пациент не може да ме добие. Има и пациенти кои што се опширни, има пациенти кои што нели им треба внимание, има пациенти кои што се во паника и вие треба да ги смирите. Ако јас прегледувам, сестрата буцка или прави ЕКГ, нема кој да се јави на телефонот. Тука државата, бидејќи не претвори во телефонски секретарки, а работата на здравствените лица не е таа, апелирам да си вработат и нека им дадат државна плата во секоја една амбуланта во една смена нека вработат телефонисти. Верувајте ми, така ќе го подигнеме квалитетот. Овака, матичниот доктор не се симнува од телефон. Мислам дека сме во бърнаут, дека ни исцрпија максимално, никој не штеди, само ни додаваат обврски и јас сериозно се прашувам во кој момент ќе пукне примарното здравство. Така и доктор ќе сосема за крај кој апел ќе го испратиме до граѓаните на Велес за како да го зачуваат своето јавно здравје и во однос на чекањето на термини за COVID-19. Па еве, јас нашите граѓани би ги поздравила да се облекуваат топло, нели, да ги почитуваат мерките, нели, непотребно да не се изложуваат во гужви, а другото за секој проблем кој што го имаат, нека дојдат до својот матичен доктор, нели, ќе се посоветуваме, ќе разговараме и ќе дадеме соодветна терапија. Доктор, ќе ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас на поканата.